Почитувани представници на медиумите, значи во ексме на силната градежна сезона која што беше најавена од наша страна, од страна на владата, од страна на министерството, од страна на јавното претпријатие за државни патишта, секаде каде што да појдете на државата апсолутно се работи, се асфалтира. Најголем дел на овие патишта веќе се и во завршна фаза, за дел веќе се отпочнуваат постапки за тендерирање за кои што веќе од следниот месец ќе почне реконструкцијата или рехабилитацијата на одредени патишта, така што она што ние во оваа година го ветувавме, апсолутно се исполнува. Не постои општина во државата каде што околу незе јавното претпријатие не имплементира договор, не секаде се работи така да апсолутно не постои некаде место каде што не работиме на подобрување на патната инфраструктура. И затоа сум сигурен дека она што ни беше зацртано во нивната програма, во програмата на владата, апсолутно ќе биде завршено. Сакам да потенцирам дека сме денес тука на увид на рехабилитација на патот Маврово-Никифорово. Гледаме од она што ни информираја тука е дека со одличен тек од градежните активности и очекуваме дека до крајот на следниот месец комплетно ќе биде завршен овој пат. Сакам да потенцирам исто така дека во изминатиот период се работеше на патот Новосело-Маврово, ќе се работи на делот патот Маврово-Јанови-Маврово, исто така е предвиден и патот до Жировница, да. Сакам да потенцирам исто така дека веќе ме почна да се работи на автопатот Кичево-Охрид со позасилен интензитет. Нашите очекувања се согласно динамиката која што си ја зададовме, дека таму ќе се интензивира. Интересно е што не го спомнав, а треба да се спомни комплетно и реконструиран патот од Гостивар до Кичево, од Гостивар до Стража, од Гостивар до Колари, од Колари до Кичево оваа година. Така да целосно се имплементирани сите проекти, најголем дел од проектите кои што треба практично да бидат завршени до крајот на градежната сезона. Сакам да потенцирам дека во економскиот раст кој што е од 3,1 во овој квартал, интензивно позитивен тренд има на градежништвото, 2,8 е. Очекуваме и тоа и во третиот квартал да продолжи, бидејќи имаме сериозни активности и во делот на патиштата, кои што не се буџетски корисник, се разбира на буџетот, во делот на капиталните инвестиции. Тоа го имаме со засилен активитет, се работи на гасификацијата. Интензивно од вториот квартал наваму се работи на железниците. Зголемување имаме во имплементирање на изградбата на водоводи и канализациони системи, така да очекуваме овој раст со нагорен тренд да продолжи, очекуваме позитивни ефекти да има во градежништвото. Почитувани, добар ден. Се наоѓаме од другата страна на Мавровското езеро. Патот Никифорово-Маврово, не треба да кажам колку е стар и колку бил забораен. Се наоѓаме веќе во финалниот дел, каде што за 10-15 дена очекуваме асфалтниот дел тотално да заврши, а до средината на октомври веќе да биде готова и сигнализацијата хоризонтална, вертикална. Така да ова е веќе за нас, така да кажам, завршена работа, но кога се однесува за оваа регија имаме уште две убави изненедувања. Тоа е патот од овде кој ќе ојде према Бунец, значи Никифорово, Леуново, Бунец, кој што е во должина од 11 километри и е со ширина променлива од 3 до 4 метри, се проектираше и ќе се реконструира со ширина од 6 метри. Значи да биде нешто налик на ова и нешто налик на тоа како што треба да биде. Тоа е многу битен пат за оваа регија. Имавме многу, така да кажам, повици и барања да тој пат еднаш конечно се среди. Еве, изјавувам дека наредниот месец ќе се тендерира и бидејќи е планински дел, колку ќе дозволи оваа година да се работи, но пролетниот дел веднаш ќе продолжи да се работи останатото од тој пат. Исто така, еден убав проект, така да кажам, е рехабилитацијата на регионалниот пат од Мавро Јованови до Жаровница во должина од 18,5 километри. Значи, вредноста му е 7 милиони евра и тој се работи преку проектот на ЕБРД, се работеше проектирањето и исто така и тој ќе се тендерира во октомври, тоа е тој пакет од 26 патишта од ЕБРД и како ни стига проектите, така ги воведувавме во работа и тој ќе отпочне во октомври. Сега согласно временските услови ќе се работи ова година, а остатокот ќе продолжи наредната година. Така да сите овие рехабилитации ова година, каде што јас цврсто сум уведен дека
ќе завршиме најмалку 500 км рехабилитација, а очекуваме и малце повеќе, а наредната година веќе уште сега одат тендери кои ќе се воведат во работа од некој износ од 350 км, кои што веќе ги имаме евидентирано без програмата на ЈПДП која тек ја воведуваме за наредната година. Исто многу битна работа. Се работи слечиштето, санација на слечиштето на патот R2238 на делницата од Маврово до Галичник. Тоа е во вредност од 23,6 милиони денари. Средствата се од буџетот на ЈПДП, треба да заврши до крајот на 2019 година. Така да, оваа регија ни е битна да ја средиме, бидејќи, ај се, така да кажам, изминативе 40 години не се улагало доволно во оваа патна инфраструктура и патот си го дотреа своето, но затоа ние навреме реагиравме и со пролетниот дел, па до наредната година, до мај, кој ќе завршат и останатите патишта што ви ги набројав, целата ова регија ќе биде уште побезбедна, уште подобра за сообраќајни движења.